МВР поднесе кривична пријава против поранешниот директор на јавното претпријатие Државни патишта Ејуп Рустеми поради сомневање за злоупотреба при јавни набавки во ова претпријатие. Освен за него, покрената и кривична пријава против Дрилјон Зибери, раководител на одделение за наплата на патарини и контрола, Ејуп Латифи, помошник директор за одржување на патишта, Джемал Билбиловски, собственик на компанија за обезбедување, како и за уште едно лице од Скопје. Станува збор за договор за јавна набавка склучен на 8.8.2022 година, со кој осумничениот управител на Агенцијата за обезбедување се обврзал 2 години да врши континуирано физичко обезбедување 24/7 на сите 14 наплатни станици на јавното претпријатие за државни патишта. Иако согласно подпишаниот договор бил доложен, не се придржувал кон обврската и за целиот период од договорот вршил само делумно физичко обезбедување, најчесто само во прва смена, а на договорниот орган фактурирал услуги како да било вршено 24/7 физичко обезбедување за целиот период на договорот се до неговото раскинување. Тие се сомнича дека со злоупотребите го оштетиле буџетот во вредност од 46,9 милиони денари. Обвинителството бара притвор за сопственикот на компанијата, за другите мерка на предпазливост. На овој начин останатите осомничени на првоосомничениот му овозможиле да прибави противправна имотна корист во износ од 46,9 милиони денари и со тоа нанеле штета од големи размери на јавното претпријатие за државни патишта. Јавниот обвинител до Основниот кривичен суд од Скопје достави предлог за определување мерка притвор за првоосомничениот, додека за останатите се предложени мерки на предпазливост. Според изворите, првоосомничен е Джемал Билбиловски, кој е собственик на компанијата за обезбедување 2SS. Според истите извори, уште 15 лица се осомничени, сегашни и поранешни функционери во неколку институции, како што се ЈПДП, Јавно претпријатие Македонија Пат, Трудовиот инспекторат и секторот за рударство.